Од темата, законот за обвинителство, вчера помирот на заедно имаше видео гледање, кој што коментираше дека законот мора да се донесе и да се, како што рече тој, да се стави крај на заробената држава. Денеска има одговор од Мицковски, кој што во статусот вели дека очекуваме дека заедно стварно дека не може преходника да се прибават без ВМРО ДПМН, не може да условува и дека имплементацијата на правата зависи од ВМРО ДПМН, дека пак дали се работело за заробена држава, имало можност да се накажува гласно, да накажува изминативе 3 години, а наместо тоа само, како што били, има функција и привилегии за малкумина, а најблиските да биваат предечени. До каде се према политиката да ја динамиста? Јас сум пратеник во Законодавниот дом и Законот за јавно обвинителство веќе е стигнат во собраниска процедура, ставен е на дневен ред на седницата која што ќе се одржи веднаш после годишните одмори на 27 август. Вие како новинари и јавноста гледа кој е кочничарот во целиот овој процес на преговори, односно на доближување на ставовите за да се донесе закон кој што навистина ќе испорача правда и кој што ќе доведе до ситуација да сите сме еднакви пред законот. Тоа значи дека ние како политичка партија остануваме на ставот на нула толеранција за корупција и за криминал. Јас очекувам дека и ВМРО ДПМН во периодот што престои пред собраниската седница ќе изнајдат сили и во име на правната држава за која што се залагаат, ќе ги усогласат ставовите заедно со владеачкото мнозинство и конечно овој закон да биде донесен ден поскоро, затоа што е многу важен ако сакаме да ги етаблираме, односно афирмираме европските вредности. Според делови од законот, например, тоа што по автоматизам специјалната обвинителка ќе стане обвинител на публичното обвинителство. Како и превземањето на администрацијата на СЈО од страна на тековното обвинителство, каде што била дека се работени знаи, родини, пријатели, членови на семејство и од СДСМ и од КТЦ. Токму затоа течат преговорите меѓу политичките партии, меѓутоа кога ќе погледнете кои се преговарачите од другата страна и со кој кредибилитет влегуваат во преговарачкиот процес, на јавноста многу е јасно зошто не им одговара за овој закон да биде донесен што поскоро.